Добра вечер. Пеовски, што е ова? Некој ја нарекува современа класика. Дали е джезов стил на живот или твој креативен отпор? Джезот е пред се начин на размислување, а ова не би го сврстил во джез, пре би го сврстил во постминимализам, кој што е дел од дериват од целата современа. Денеска тешко се дефинира современата музика, па затоа тоа иде така под контемпорари, современа, класична и така натаму, бидејќи има нели и джез и све тоа е современа музика. И тешко се категоризира. И некој ако треба веќе да ја вакво, тоа е минимализам во според техничката постапка. Кога се спориш со Илија? Во моментот кога ќе биде готова твојата композиција или во моментот кога тој размислил како тоа да го диригира? Никогаш не се спорам и управо поради тоа сум му најмногу благодарен, затоа што никогаш во животот не успеа да направи од мене клон и да ме тера да сосила да бидам ваму или таму, него напротив ме научи дека не треба да ги следам академските стапки. Што е по мене клучната лекција, бидејќи тоа е најголемата грешка, бидејќи академизмот е најголемата, како да кажам, најмалку корисен за уметноста. Малчевски, шо е ова проклетство ли? Таткови универзитетски професор излезе со малку критика, па одман удираат од сите страни. Мајката, наставник со 3 децени, веќе една од ретките што може да биде казнета. Студентскиот бунтовник и доктор на економски науки одеднаш е без работа. Па, човек не знае што да каже во суштина. Знаете, кога толку многу време ви се случуваат толку многу работи, се запрашувате дали тоа е до вас или до спротивната страна. Она што, како заклучок, можам јас да се го извлечам од сите тие работи, е дека не се вклопуваме на онај филм на горди послушници и секогаш сме на страна на вистината, имаме свој став. Без разлика дали тоа ќе му се случува на татко ми тоа што му се случува, не знам, најка ми ја казнуваат во континуитет веќе 4-5 години, дали мене ме избрка од работа на законски начин, еве колку више 18 месеци, се спорам со институции, со судови, тоа. Добро, кога седнувате дома на семејна дебата, влегувате со една доза на фатализам и на безизлез или ви се враќа некаква верба да се истрае во нешто? Тоа е ствар на домашно воспитување. Значи, начинот на размислување е дел од домашното воспитување. Сите ние сме учени, сме воспитувани да размислуваме со своја глава. Знаете, викаат, ведната глава сабија не ја сече, а од друга страна секој ја гмечи. Ние сме учени да бидеме горди луѓе кои што ќе одат високо подигната глава во општество и никогаш на никому ништо нема да му должат. И тоа, јас сум најмногу благодарен на моите родители што досега успеале и мене и моите 2 сестри да не научат така да размислуваме и да се движиме. И јас верувам дека и мојот син ќе ги продолжи нашите стапки, ќе биде горд човек кој што ќе се спротивстава на се она што е општествено неправилно. А има многу неправилно. Ти имаш еден син, нели? Еден син за сега. Имаш уште да ораш 3, има Сашо Тасевски. Се надевам дека ќе го стигнам, мислам тоа за сега. Сашо, кога си Тасевски, кога си магистар по театрологија, кога си стендап комичар, кога си автор на 6 или 7 романи, колку си раскази, есеи, или кога си некаков активист општествен и кога ги критикуваш собствените колеги како продадени души? Тасевски сум нападна фронтално сите. Тасевски сум од раѓање тука, веројатно не сум можел да направам никаква интервенција, нели? А се ова друго што го набројавте се улоги, веројатно, што ги играме во животот. Научен сум дека човек мора да игра повеќе улоги во едно општество, затоа што е нели општествено битие, башка политичко суштество. И не само тоа, туку се обидувам преку она што го правам, без разлика дали е пишувањето, некој што го рековте ви општествен активизам кој што кај мене е спонтан, затоа што не припаѓам на ниту една нели здружение нели на граѓански активисти. И сето тоа што го правам во театар, сето тоа го правам
со една повисока цел, така да кажам, а тоа е да ги вежбам луѓето да ја конзумираат слободата. Тоа е веројатно на највисоката цел или идеалот. Веројатно и причина зашто сум станал уметник. Дали во ова општествена хипокризија во овој момент, во мигот во кој се наоѓаме, во која јас и станувам досаден дека се наоѓаме во фаза на една општествен воеризам и така натаму, чувствуваш некоја потенција за сопствен ангажман или те поставува во улога на дефанзива? Жалосно целата таа ситуација е што сепак ја играм улогата на некој кој што реагира. За жал, како и повеќето од нас ја играме таа улога на луѓе кои што реагираат на ситуациите кои што други ги креираат или ги режираат. Би сакал еден ден да дојдам у позиција јас да ја поставувам или режирам реалноста, онака според моите замисли, според моите морални принципи и така натаму. Ова е пак еден идеализам, дали ќе дојде тој ден ќе видиме, меѓутоа она што ме радува е дека има многу мои истомисленици и во академскиот свет и во уметничкиот свет. Полека се наоѓаме во ова време, невреме и се надевам дека еден ден ќе дојдеме во позиција и вистински да го менуваме светот, барем оној микрокосмос во кој што живееме. Поштовани гледачи, мои вечерашни гости се автори и авторитети, секој во својата област и секој со своите лични па и општествени ангажмани. Значи, уште еднаш, Сашо Тасевски, актер и писател, Александар Пеовски, композитор и аранжер, и Самуил Малчевски, доктор по економски науки и еден од познатите студентски активисти во средината на минатата деценија. Жал ми изгледа дека немам среќа со дами во последно време. Линдита Кадрију, колумнист, требаше да биде вечерова во студиово и не знам дали ми се оправда веродостојно, но ми тврди дека е настината. Добро вечер, Линдита. Добро вечер. Не те слушам дека си настината. Нешто да не ми глумиш и да избега од дебатава. Не, навистина е. Баш ми беше мило да бидам во тоа фино друштво и убав амбиент таму, но стварно една од она здодевни сезонски грипови. Но кај да е пролет доаѓа, па ќе ти дојдам и на гости сигурно. Ајде, тај Божеве, те канам отворена ти. Родена си одамна 7 години 7 години новинар на телевизија, 7 години предаваш на факултет, 7 години била во брак. Шо е ова 7 тројка? 7 години верност се тоа. Добро. Само уште колку да не те замарам. Велат Линдита пишува со душа. Различно од феномените на општествените аномалии. Ова го кажува Љузим Хазири за вашата книга Есеј. Бегате ли од политиката кога ги пишувате овие минуциозно одработени колумни на нашето општествено комшиско обкружување? Па знаете, се обидувам стварно да изнајдам светли точки и за тоа да пишувам и затоа ретко пишувам за политиката. А тоа што напиша колумна Гаргамел Кујна останува звезда на политичкото небо, ќе откриеме ли за кого е тоа или останува мала тајна за вашата голема Кујна? Там е моја единствена пријателка од политичките кругови. Она зрачи со интелигенција и со свој човечки габарит. Преубава е, која ја гледате на екран, онака се разликува од своите колешки наоколу, па сега да не го кажам уште името. Ајде, јас наместо тебе ќе кажам дека не е моментално во Скопје, мислам дека е доволно. Линдита Кадрију, имаш покана официјално да ти даде Господ еден добар чај да те загрее и да оздравиш. Се надевам дека во наредните 10 дена еден повторен ваков панел состав би можел да направам. Пријатна вечер и се слушаме и се гледаме. Благодарам. Тоа беше Линдита Кадрију, во студиово и натаму се Тасевски, Пеовски и Малчевски. Дали е ова општествен амбиент, културолошки, политички, економски, во кој се цени креативност и се создава креативност? Не постои амбиент во историјата на човештвото кој бил идеален и кој што бил
кој што бил добар, лош, подобар и така натаму. Секое време е подеднакво и добро и лошо. Ако алудирате на она што се нарекува креативен процес, по мене најбитен, сега знаете како имате некои тези дека колку поголема криза, толку повеќе цвета уметност. Сега, например, кога Роман Полански го снимил првиот филм и кога му го презентирал на министерот за култура, он го гаѓал со пепелјара. Ова го кажувам како парадигма за едно време, нели, кое вам вие како постари многу по-јасно него мене. Ние не сме постари, ние сме во рампу старечки пубертет. По-возрастни е. Да, повеќе. Значи, да, тоа е така што ако ме прашувате за тоа, ако мислите за реализација, мислам дека е катастрофално лошо време ова кое што го живееме. Кај нас е ужасно, а во светот е катастрофално. Значи, тоа значи дека цунамито завршува кај нас или ние сме на тој бран? Па ние сме дел од таа цунами, на еден начин. На еден не сме го ни стигнале, бидејќи немаме воопшто таков бекграунд, се уште за да го стигнеме. А сме го стигнале заради тоа што мислам дека целиот свет е страшно естрадизиран, со самото тоа што единствено нешто кое што функционира се пазарните вредности. Значи, доколку вие, па знаете, Карнеги Хол е, например, една сала која уште Чолич и Балашевиќ тоа не настапија. Знаете, тоа веќе одамна не е веќе репер. Иако таму бил Леонард Бенштајн и така натаму, и мислам сите авторитети кои живееме во едно разочарувачко време. Значи, јас лично сум крајно разочаран од, бидејќи сите вредностни системи, сите критериуми во кои што сум верувал, гледам дека се сведени на оној еден Брегович синдром. Тоа е, ако тоа се продае, вреди. Или Марина Абрамович, свеедно. Ако тоа се продае, значи вреди, ако не, значи дека не вреди. Добро, Александар, Сашо, некој што нарекли? Па никад. Тука имаме тројца Сашовци, ни фали уште четвртиот мокриот, па да направиме каре Сашо, а? Тоа беше една сила мокрета. Олин. И ти си близко, бидејќи си МС. Сашо, дали е време за некаков нов роман и за некаква нова креативност? Или ако си разочаран како и Александар, дали си разочаран од менторството, например, и на големиот Љубиша Георгиевски? Разочараност. Не можам да кажам дека сум разочаран, затоа што сепак ја во суштина не сум песимист, иако некои сакаат така понекогаш да ме насликаат. Јас сум, да кажеме, повеќе, ако можам да се дефинирам, оптимисто со вера, а подобро да бидеш оптимист со вера отколку песимист со вера отколку оптимист без вера. Што значи сакам реално објективно да ги гледам работите, немам илузии. Во таа смисла секогаш ја кажувам вистината онаква каква што е гола и затоа таа понекогаш боли. Да одговорам на првиот дел од вашето прашање, дали нов роман, колку сега тоа. Јас со последните мои два романи, Принцезата на малиот принц и овој последниот, поправо беше тој предпоследниот и овој последниот од позади, кои што се опасни политички сатири, кажав се и го кажав последниот збор за оваа реалност во која што живееме. Веројатно следниот роман кој што не знам кога ќе биде напишан, ќе биде на некоја сосема друга тема, повеќе социјална и општествена, нели, затоа што она што го кажав во романот од позади, нели. За разочараност од мојот... Ајде се вратиме од напред. За разочараност од мојот професор. Да, повели за разочараност. Ќе те поврзам за разочараност со една мала упадица. Дали ти наслутува овој амбиент на шупраижбе, на шмизла и на целиот вкупен амбиент на еротизација на политиката? Еротизацијата, кога би била еротизација сама за себе, сама по себе, не е толку страшна, меѓутоа кога ерос и танато се толку опасно измешани и испреплетени, станува дури и трагично. Така да тоа шупраиш мене воопшто не ми беше толку смешно, морам да признам, затоа што контекстот во кој што се го слушнавме е страотен. Така да во оваа наша реалност, сета таа, ајде да ја кажеме, тој амбиент, таа атмосфера на фарсичност, на гротеска понекогаш,
многу лесно може да доведе до трагедија и тоа е она што треба сите да не загрижи. Затоа јас дури кога ќе се насмеам на некои вакви случувања или настани, мене таа насмевка ми е со голема доза на киселост, така да кажам. Пред некое време овде беше еден соговорник на кој понудив да има розови очила во незината ординација. Самуил, дали со розови очила ги гледаме економските успеси големи со оглед на тоа дека си екзактен во прибирањето и анализата на економските движења? Па, не можам да ги гледам со розови очила, зашто она што пробува да ни се пласира во јавноста е обична шарена лага за некакви си економски успеси. Значи, кога ќе ги земете податоците кои што ги публикува Државен завод за статистика, ќе дојдете до фрапантни податоци. Значи, направите на обична економска анализа, пазете, значи, не правам ништо специјално, тоа е на обична економска анализа. Значи, гуглаш, влегуваш у статистички годишник, правите една серија од податоци. Што се твоите индикации, например, за економските движења? Зашто да зборуваме? Еве, например, број на невработени со фалбите дека го намалуваме радикално, а ММ вели повторно тоа е нашата црна точка и така натаму. Со некоја бројка дека во држава има околу 120.000 нови вработени. Ако ги земете податоците на Државен завод за статистика во 2006 Во кој период 120? Во нивниот мандат? Во нивниот период, во нивниот мандат. Во 2006 имало 418.192 вработени, во 2013 имало 495.451 вработен. Или тоа е негде од прилика 77.259 нови работни места, што е за некои си 40.927 помалку од онаа бројка која што тие ја лиферуваат во јавност. Кај се крие тие 50.000? Уште позагрижувачки, е моментот што околу 70% од овие вработувања не се во реален економски сектор, него се во вработувања кои што ги генерира самата држава, што во јавни и државни институции. Сега они што прават? Они, барем по некое мое видување, бришат од евиденција на невработени. И они таа бројка ја земаат и со таа бројка манипулираат и одат на принципот 10 пати повторена лага станува вистина во реално, мислам во општествените кажувања. И цело време со таа бројка ние вработивме 120.000, 120.000. Пазете, овде не е онаа бројка од 2014 година, тој што Државен завод за статистика ги нема публикувано податоците во име на статистички годишник за 2014 година. Тоа негде ќе излези средина на јуни месец излегува тој број на статистички годишник. И јас пак тука би ги зел со доза на резерва, бидејќи еден прекрасен професионалец кој што е Новковска ја замени со тотален анонимус во делот на статистичките обработки на податоци како директор на Државен завод за статистика. Тоа мислите заради тоа што ја форсираше тезата што е исправна дека стапката на сиромаштија се мери по новиот коефициент, нели? И кој никога да тргне од 30% од Македонија. Видете, не можам точно да кажам зошто е сменета, но можам да кажам дека како професионалец перфектно си одработуваше работата. И нели сега ни тераја кампања, ние ги вработуваме најдобрите, ние имаме конкурс, ги бираме на конкурс најдобрите, кој што е необична фарса. Во глобала 90% луѓето останаа исти, оние што беа сменети или беа изротирани од место во место, или беа најдени некои си луѓе со сомнителна биографија кои што врска немаат. Сите тројца сте автори, сите тројца сте јавни личности, комуницирате. Ќе прашам најурбано, кога ќе седнете у кафуле да испиете кафе, сами со себе, со собственото друштво, ве обседнува ли чувството дека овој момент треба телефонот да го сокриете, дека ај сега не можеме да се ослободиме енергијата на нормален диалог? Сашо па Александар. Ќе стигнеме до четвртиот Сашо. Да. Значи, нивна работа е да прислушкуваат, наша работа е да не им кажуваме она што сака да го слушнат. Тебе ти е лесно да пишуваш, а ја што треба да зборувам? Ама добро сега, секој со кој за што си учел. Мислам, добро, сакам да кажам дека мене не ме загрижува, иако е загрижувачки тоа што ако нели има такво некое големо уво кој што не следи сите нас 24 часа или барем повеќето од нас,
Иако е тоа загрижувачки, мене во суштина тоа не ме загрижува затоа што знам дека вистината под број 1 секогаш ќе излезе на видело, под број 2 никогаш не сум имал што да скријам, ниту пак сум бил дел од некои дубиозни структури и организации, така што може да ме прислушкуваат колку сакаат. А има ли 3 деца има за да бидеш цела гласачко семејство? Да, не може да. Пеевски, можам ли да донесем овие... Не сум помислил, искрено. Не, а? Тоа да го трнам телефонот или да се уплашам, па дури и сега, после ова последно на паметни, мислам, како да ви кажам, нормално дека не Инаку да ти кажам, твојата девојка која седи таму и не следи, ностоп снима на телефон, така што не знам дали иза чии цели, да провериш дома. Слободно. Повели. Воопшто, бидејќи едноставно се чувствувам како бенигна појава во општество. Да? Да. Апсолутно. Така да не знам и да Како би се... можеш да бидеш бенигна да би појава? чуле... Јас се извинувам на ти што ви се обраќам, бидејќи сум помлад од вас, нели, нормално е тоа. Како може да биде бенигно кога зборуваш за детекција дека се работи за естрадизација на културата? Па зарем некому нешто значи тоа денес? Мене ми значи, например, Харис Джинович Сакан, што би рекла Весна Гиновска, нашата примадона, ние ги спремаме нашите ученици на класична музика, на убави гласови, за да отпеат по Гранд Парада, Пинк звезди и така натаму. Добро, вие имате сега на факултет за музичка уметност, кој што се вика факултет за музичка уметност, одсек за поп музика, за популарни жанрови. Дали тоа подразбира дека ќе излегуваат писмени рокери или писмени панкери или писмени шминкери, така? Или едноставно ќе бидат естрадни уметници, што е 100%. Добро, рок-н-рол не се учи у школа. Вие очигледно немате проблем, овие малчевски мора да имаат проблем со телефоните. Никогаш не видите, значи ова што неновиве го слушаме сето, подолго време беше ко нешто присутно во дека се слуша, се гледа, сум навикнат. Значи ја немам што да кријам, она што го пишувам во колумните, она што го зборувам овде, што го зборуваме дома и со моите пријатели, тоа е тоа. Ниту пак сум дел од некој злосторничко здружување кој што е на штета на државата. Не, напротив, значи немам што да кријам, сум и навикнат да живеам со помислата дека некој ми го слуша телефонот, дека не знам, може некој ми чепка по мејлот или ми навлегува во приватност. Тоа некако го доживувам како нужно зло. Не некако нешто друго. Како може да живеете со нужно зло кога тоа што да правам кога не можам да се борам против него? Што да правам кога некој си зел за право да го прави тоа? И го прави тоа. Еве се бориш, пак се бориш. Во глобала и се бориме сите ние со тоа што не чутиме јавно зборуваме. Тоа проблем е што институциите во државава се инструментализирани како што се инструментализирани и кога биле засновани на професионалност, ние сега не би го правеле овој муабет што го правиме. Ја воопшто не сакам со креативни личности да разговарам за некреативната политика, ама изгледа дека сите сме робови на овој општествен сенс у Македонија. Поштовани гледачи, мои вечерашни гости се Сашо Тасевски, Александар Пеевски и Самуил Малчевски. Линдиде Кадрију беше повикана и ја чувте на почетокот, таа во некоја друга прилика ќе биде овде. Малку ЕПП и се враќаме повторно на границата меѓу креативноста, политиката и општествената реалност. Во студиото Сашо Тасевски, Александар Пеевски и Самуил Малчевски. Луѓе кои создаваат собствени погледи, создаваат собствени авторски дела. Не можам да се одлепам од потребата да те испровоцирам. Освен што сме поделени по разни партиски линии, тоа особено за оваа деснава страна моја, поделени сме по еснавски линии, актери на власта, актери самостојни. Не ми одговори, не ти дав да ми одговори зошто си разочаран од Љубиша Георгиевски? Од маестро Љубиша Георгиевски? Не ми даде. Така го прекинавме. Кој ти е некој ментор на ФДО? Ти беше? Па да, ми беше он фактички 4 години професор и ментор на класата. Она што страшно ме разочара кај него е тоа што кога 4 години некој ќе ти предава директно, значи и во меѓуредови, дека уметникот треба да биде секогаш вечна опозиција, секогаш треба да биде коректор на општествената стварност, да ја коментира, значи не само како уметник, туку и
како ангажиран уметник на некој начин. И кога ќе видите дека истиот тој човек после неколку години како влегува во една политичка гарнитура и не само тоа што влегува во неа, туку и комплетно идеолошки заслепува, бранејќи ги тие гарнитури политички, без разлика на злото кој што го нанесуваат на својот народ. Тоа е оној момент кога вашиот, така да кажам, татко на некој начин во уметничка смисла или идол или нешто, кога паѓа во вашите очи и кога сваќате дека е искомпромитиран до крај. Да, тука имаш и доза на разочарување, меѓутоа сваќаш дека луѓето се можеби повеќето такви, ретко кој од нас во таква ситуација можеби би одолеал да биде доследен на она што го кажувал цел живот, она за што се борел, дека ќе стои баш цел живот за тоа. Малчевски, дали патиш од синдромот дека беше миленик на ВМРО ДПМН, па сега си на одреден начин дисидент внатре или надвор од владеечките гарнитури? Видете, значи, прво, јас сум си член на ВМРО ДПМН и во мојот живот, освен за ВМРО ДПМН, јас за ништо друго и не знам практично. Не сум бил на ниедна политичка партија, на ниедна друга политичка партија член, ниту јас, ниту моето семејство. Потесно и дел од поширокото семејство, нормално сите имаат право на сопствено мислење. Но она што мене ме боли и поради кое што јас станувам и зборувам јасно и гласно, е тоа што она чиста идеја на ВМРО, на историско ВМРО и на ВМРО ДПМН како негов наследник се узурпира заради нечии лични цели. Убаво рече политичките елити, политичката елита која што моментално го води ВМРО ДПМН и Македонија со самото тоа, бидејќи ВМРО ДПМН е владеачка партија, низена призма на низен лавиринт на лаги, на манипулации, извитоперува реалноста во Македонија. И кога вие во животот свој сте биле учени дека секогаш треба да имате сопствено мислење, а да не се водите од синдромот ЛПЛ или лази, ползи или гави се, вие немате ништо друго освен да станете, да се побуните и да кажете: чекајте бре луѓе, партијата која што во своето име го има демократска, не ги почитува воопшто внатре-партиските дебати или ги нема. Другото во општеството, понатаму се тоа се пресликува во општеството. Партијата која што во своето име има македонско национално единство, не подели на патриоти и предавници, на пленумци и контрапленумци, на пожелни и непожелни, или како сакате крстете ги. Партијата која што се засноваше на идеалите на ВМРО за слобода или смрт на Македонија, моментално ништо друго не превесен што узурпира Македонија за своји лични цели. Има ли легитимитет лидерот на партијата или премиерот со оглед на ова, би рекол на одреден начин, политичко и општествено делегитимирање со целиот акт на прислушување и на објавените резултати, објавените изјави? Не би можел да го зборувам сето тоа, бидејќи се спори веродостојноста на снимките. Ако се снимките веродостојни, тогаш апсолутно нема легитимитет. Она што мене друго ме засега е тоа што не само државата што се води погрешно, него и партијата се води погрешно. Конгресот на кој што ова раководство го доби мандатот беше на 5 и 6 март 2011 година. Член 20 од статутот на ВМРО ДПМН е јасен и гласен, став 2, кој што вика дека мандатот се доделува на 4 години. Кога вие сте го добиле мандатот на 5 март 2011, логично е дека истекува на 5 март 2015. Што значи дека има партиски вакуум, лидерски и на раководењето? Моменталното делување вон статутот на ВМРО ДПМН, член 20 став 2. Дали е тоа страф на Груевски од разнебитување на базата или незината хомогенизација? Тоа ќе треба да го прашате Груевски, не мене. Само тој може да ви даде одговор на тоа прашање. Го чекаме некој да дојде. Она што е јасно и гласно дека ВМРО ДПМН е силна политичка партија. И ВМРО ДПМН ќе го преброди и овој период кој што е сега, зашто таму се уште има луѓе кои што изворно си ја сакаат идејата на ВМРО. Ќе излези како победник од целата оваа ситуација и на следните избори јас верувам дека кои ќе бидат спроведени фер и демократски, ќе ги добие пак мандатот од граѓаните да ја води Македонија. Двајцата зборуваат со критичка диоптрија за една, би рекол, пежоративна смисла на патриотизмот. Кај тебе, Пеовски, најдов една
чиста мисла, цинизмот на патриотизмот со Цеца и Хариџиновиќ. Се е јасно, а? Да, јасно е. Тоа е мејнстрим. Тоа е она што очигледно му е потребно на народот. Епа, како... И веројатно дека цинично е ако зборите против тоа. Вие сте циник денес. Тоа е срамно, бидејќи овие генерации не се растени со емисии на телевизија што беа на времето, на пример, и Медија Срез со покојна Светлана Шуплеска. Да. Каде гостува видни композитори, уметници, едно време Никола Коџабашиев водеше таа... Да, сликари... Ако се сеќавате. Имаше опстанок како ништо друго, имаше една сериозна образовна програма, нели? Сега сме растени со Раде Рогожаров и со полуписмени, односно неписмени, не знам и дали може да се наречат новинари, кои што апсолутно шират само естрада и кич. Што очекувате? Тука нема више, тука не ми се разговара за власт или за тоа, не е важно. Ви имате сериозен проблем кој што зима огромен замав и тоа не може да се промени. Тоа треба генерации да помине за да се промени. И сега после ова твоја изјава, како да те прашам, како се чувствуваш кога во МКЦ свирите со светски авторитет од типот на Јан Висем, локално или интернационално? Провинцијски или творечки? Никако посебно. Никако? Искрено, да, апсолутно локално. Како рутина? Локално скопски. Да? Никогаш не сум се чувствувал поинаку. Бидејќи јас не настапив со него, он беше, ние бевме два различни настана во еден, всушност. Не си побарал пат на другите светски сцени, не од Скопје, туку... Не. Не? Не. Од типот на Дуке Бојачиев? За среќа, не знам, меѓутоа не. Не сум бил заинтересиран да пополнувам апликации, да конкурирам. Едноставно, тој цел пат ми е одбивен и од секојаш ми бил. И сметам дека треба да го работам она што сакам да го работам и зашто ме бива. А сега да бидам нечив роб бирократски некаде само кога се каже дека сум некаде, а всушност се бавам со работа која што ми носи само средства за да преживеам, значи ми го решава екзистенцијалното прашање. За мене екзистенцијалното прашање не е единствено прашање, туку можеби не е и најважно. Токму поради тоа и не сум бил никогаш заинтересиран за таков тип на... Не сум го одбрал тој пат, значи сега постдипломски, па докторат некаде, па таму. Тие прават анализа на така наречената политичка димензија на патриотизмот и на делбите. Ти имаш една музичка валоризација, Фиром Реквием, од каде тоа? Видете, тоа е поетска димензија, нели? Тоа е секако дека содржи цинизам во самиот наслов, содржи цинизам во една мера. Но кога сме кај патриотизмот, старите кинези под патриотизам подразбирале човек што се бави со земја, што има директен контакт со земја. Оттаму па и ние разбираме колку археолози копаат по антиката и по... Па добро, знаете, али се освен ако не мислиш на кинескиот Торис. Имање однос кон земја, знаете? Добро. Тоа другото веќе не е имање однос кон земја, него тоа е веќе една друга смисла. Така да патриотизмот оттаму не знам како, се уште не знам како да го дефинирам. Јас секако дека како се ископчуваш од реалноста за да влезеш во својот свет на имагинацијата на музичката нота? Јас сум исклучен од реалноста. Јас повремено се вклучувам во реалноста. Знаете, самата моја работа и начин на живот е веќе исклучен. Ја не сум член на политичка партија, не зависам од ниту една институција во држава, не примам пари од ни една институција во држава, не сум на никому на терет, освен дома, значи кај што живеам. Така да, мојот свет е, тоа не значи дека сум ја од оние, нели сега, неутралните најплюкани, ни случајно, него не сум дел од мојата реалност е поинаква реалност. Едноставно, јас ја создавам мојата реалност. И мислам дека она што недостасува кај нас е управо тоа, мислење со своја глава. Ви имате овде ужасна партиска поделеност. И тоа додека не се искорени, додека не почне човекот да верува во личност, да почне да се прашува што прави, што работи, што остава зад себе, што он ќе испорача, и ако гледа излезот во
некаков политички лидер или тоа да земе партиска книжица па да стане да си зима до крај на живот 300 евра во некоја фирма, тоа нас не уби. Тоа го уби овој народ. Тој страв од екзистенција, од глад. По секоја цена ја да влезам тука, слуга, роб ќе бидам 300, ама ќути и трај. Допират овие вакви реакции на критичка размисла до владеечката партија, што мислиш, Малчевски? Па не верувам, видете, значи... Тој е менталитет, простете што ве прекинав. Да, Тој е менталитет, значи тука било која власт, верувајте ми, запамтете и наредната што ќе дојде, истото ќе се случи. И за наредната имам перцепција, ама кој ќе стигне, ако стигне. Не можеме да зборуваме дека живееме во демократско општество, кога самите политички партии внатре во структурата не практикуваат демократија. Значи немате право на собствено мислење. Ако имате собствено мислење, вие сте дисидент, вие не знам не ви исполниле, не знам ова, не ви исполниле, не знам она, па вие сега се буните. Едноставно луѓе да имаме право на собствено мислење, имам право да го кажам тоа мислење. Јас барем така ја поимувам демократијата. А не е демократија јас да мислам тоа што врхушката на политичката партија мисли и да правам тоа што врхушката на политичката партија ќе ми каже мене. Кој демократски процес изборувате кога базата, основата, да кажем оние местни општински организации, вие како врхушка на политичка партија за ништо не ги консултирате, него му наметнувате ваква обврска, онаква обврска, ова мора да направите, она мора да го направите. Работата е што политичките гарнитури кои што се на власт, особено оваа, сметаат на таа форма на ескапизам кај најпаметните, најумните, најкреативните. Јас не верувам дека Александар е толку голем ескапист колку што звучеше ескапистички неговата изјава, затоа што нели он е тука, значи да, затоа што е он тука, он коментира, него го болат придонесите или хонорарите и така натаму, што значи он не е во некој кожурец изолиран од овој свет, он е дел од овој свет. Значи, политиката си игра со него, сакал он или не икел. Работата е, кога политиката ќе почне да си игра со нас, како човечки судбини или како индивидуалитети? И како човечки судбини и како индивидуи. У тој момент сметам дека е време и тоа представува и повик за секој уметник, за секој човек, без разлика со што се занимава, е повик тој да почне да си игра со неа. Чекај, он се ископчува и лесно му е да речем условно, влегува во своја свет. Значи може он да креира што сака. Метафорично. Неговата уметност е апстрактна, значи нема поапстрактно нешто од музиката. Значи он може да твори и да се исклучи било каде и он тоа го прави како и секој уметник што се исклучува кога твори нешто. Чекај, кога ти се вклучуваш, например, од кога ќе ги разрешиш трите деца, па ќе се видиме по пат на брзо одење и одеднаш те гледам во една стендап варијанта на комедија. Добро, стендапот е естрада, тоа е нешто сосема друго. Меѓутоа да кажеме монодрама или нешто, да кажеме како што е сега секс, дрога и рок-н-рол драмски театар, значи тоа самата монодрама формата е толку тешка што ти бара комплетно да си присутен, сценски присутен, автентичен. Тоа значи да се исчистиш од сите во моментот од сите можни овие шумови световни, така да кажем. А во исто време пак самата тема и содржина на монодрамата тебе те фрла повторно во тој свет на политиката, на ниските страсти, така натаму и така натаму. Што значи зон политиконе веќе. Да, што значи самиот театар не дозволува ти да се исклучиш во таа мера како што дозволува нели ова музиката или да кажеме сликарството. Имаме ли политички театар? Освен што имаме патриотски театар, театарот во својот ДНК е политички. Значи не постои театар кој што не е политички. Дури кога се работи за обични, не знам, водвили или фарси или не знам, значи со нив се критикуваат моделите на човековото однесување. А да не зборам кога е во прашање сатирата, затоа што сатирата е многу покрволочна од фарсата, во смисла дека сатирата има точна адреса на која што упатува. Чекай, значи, тогаш не ми изгледа логично дека треба да имаме комедија, театар комедија и имаме театар. Другиот театар е за класика и за монодрами или апсолутно. Или едното е
по дефолт зоон политику. Да, тоа на некој начин треба да биде некоја, ајде да кажам, вештачка поделба на оној театар кој што е, да кажеме, буржујски, граѓански, кој што на изглед е стерилен, значи, во смисла не е во својата суштина експериментален или провокативен или не знам како да го наречам, и од друга страна нели треба да постои еден друг театар кој што е се ова што го кажав, значи авангарден, експериментален, не знам како да го наречам другачие. Меѓутоа во суштина театарот, како што реков, е политички. Театарот секогаш моделот, значи погонското гориво на театарот е светот и она што се случува во светот. Од тоа не може театарот никогаш да избега, инаку не би бил театар. Пеоски, некако се подготвил, па како така стигам по некоја логика стално до Теодор Адорно, еден од најпознатите филозофи и естетичари, и извлеков оваа негова позната изрека: секое задоволство кое произлегува од размената добива субверзивен карактер. Значи, создаваш, разменуваш и нешто менуваш субверзивно. По логиката на ова е, тоа би бил некој фетиш од знаците на музиката. Што урнува музиката? Па таа не урнува ништо, она допира до оние сетила до кои не може да допре политиката. Просто, знаете. Бидејќи се е политика. И како не допира, уметност е политика. Како музиката не допира кога вие имате музички, патриотски, народни творби за култот на личноста на одредени лидери? Од праисторијата. Од праисторијата, да. Тоа реков, допира. Таа допира на многу повисоко ниво од сите останати тривијални секојдневни нешта. Значи допира буквално на милиони еден начин. Затоа одговорив така многу кратко, па сакаш да се надополниш. На кое допирање мислите, не знам точно. Добро, Сашо, како ти изгледа целата ова перцепција дека се соочуваме со реакција на насилство и со создавање на насилство, како општествена акција некоја? И делби, и театарска игра во која се внесува енергија на фетишот, патриотизмот и така натаму. Карактеристика на секоја лоша власт е да го обезбеди своето лошо владење најчесто преку насилство. Не случајно оваа власт е насилна во својата суштина. Меѓутоа, она што тоа насилство ќе предизвика, ќе биде само друго насилство. Друго не може од тоа да се очекува. Патриотизмот, значи, кога е власта лоша, сите овие работи, сите овие идеали, така да кажеме, на патриотизам, на правда, на слобода, ги користи како празни обланди за кои што се крие. Фактички тие се испразнети од секоја смисла, таа некоја праведност и патриотизам и ова, и тие функционираат само како лушпи, кои што само ја сокриваат незината зла суштина. Во таа смисла, ние сме тука, пошто правиме муавет за музиката, ја тука ќе кажам и ние уметниците претежно сме тука заради тоа што да ги отвориме очите на народот. Да го научиме народот на малце поинакви општествени улоги. Она што го кажав на почетокот, да го вежбаме народот на слобода. Тоа ја мислам идеалот на секоја уметност во својата суштина, дури и на музиката, затоа што знаеме дека порано не знам, во средниот век, па и порано, па и малку подоцна во времето на Наполеон, знаеме како војските ратувале уз звуците на музиката, уз ноти, не знам, дали на Марселјеза, дали на ова, дали на она, знаеме химните каква моќ имаат, какви чувства може да разбудат. Еве да скажем една ода на радоста, мислам, која што е сега, мислам, и неофицијална химна на Европската унија. Што значи дека музиката, да, и уметноста ги облагородува чувствата кај човекот,
од една страна, меѓутоа од друга страна е силно оружје за некое духовно освестување и самоспознавање за луѓето и истовремено има моќ. Јас верувам во тоа, иако е идеалистички дали сето тоа, има моќ да го менува светот. Премалку зборуваш за насилство и сега ќе се повикам на Леше Колаковски. Вели, лесно е да се каже дека сакам свет без насилство, но никој не понудил разумен рецепт. Насилството е дел од секој систем. Значи, насилството е дел од секој репресивен апарат на секоја држава. Работата е само тој како ќе се стави под контрола или доколку постои како ќе му се одговори. Дали моќта е насилство, вклучувајќи го и вклучувајќи можната детекција дека оваа власт веќе е аздисана од моќта? Па видите, Оди изгубија контакт со реалност. Фактот дека после 2009 година, кога ставија рака на се што можеше да се стави од политичка гледна точка во државава, што ни тргна чекор понапред. Тој чекор понапред беше узурпација на институциите и нивно превземање. Па дури пред некој ден седев со некои пријатели, дојде поранешен председател на Ловачка федерација на Македонија, дури и до Ловачка федерација на Македонија им дошло, морало да биде и таму партиски војник и послушник. Да кажам да раководите со ловишта и со убиство на еден елен кој чини 5000 евра на маса, беше ВМРО ДПМН. И сега вие го менувате него зашто ви ги кажува работите кој што знае да ви ги кажува и кој што се реално, го менувате со друг човек кој што не го кажа името кој е тој човек, ама викате повеќе подобен за нив, него што сум јас, бидејќи јас не ќутам. Дефинитивно станува збор за една обседнатост од премногу моќ и губење контакт со реалност. Ма чекајте, тогаш реакцијата на власта, например, на еден серијал на отпор кај студентите кој беше спонтан, кај наставниците кој беше исто така еден агресивен пристап на барање на својот интегритет, враќање на својот интегритет, не успеавме со хонорарците и така натаму. Дали тоа беше маневарски простор на попуштање за да се прегрупираат силите за некои други напади или некои други војни? Значи, ќе покаже следниот период што доаѓа, дефинитивно ни не го очекува отпорот од студентите. Дури си ние бевме до некаде затечени од првиот протест, кога има 2-3 години. Како ти студент со педигре кој раководеше студентска, зашто би бил? Толка фамозитет владее во општество и толку некако се обидува да наметнат дека се е исто, сите се исти, што луѓето едноставно ги убиваат во поим и нивната креативна мисла. Дали мислиш дека сегашниот, ако сега се одржи избор на така речениот студентски лидер, официјален што го имат, дека сега повторно би можела да функционира онаа мрежа на кандидатура час ВМРО, час СДСМ? Не, мислам дека студентите, членовите на студентскиот пленум да се насосева нова димензија на целиот настан во студентското движење што се одвива. Ја јавно би ги повикал да не застанат тука. Значи, они се во идеална позиција да побараат закон за студентско организирање кој што во голема мера ќе го реши тој проблем вие што го кажувате. Оно нешто што јас за моја несреќа не успеав во 2008 кога се правеше тогашниот закон. За сите, дали е тоа новиот изблик на креативните сили, бидејќи кај студентските пленуми вие наидовте на неверојатна инвенција од слогани до организација. Дали е тоа новата сила која доаѓа, на кој немаме одговори, општествени, политички, економски? Не треба да имаме одговори. Добре. Треба да ги оставиме децата да си го тераат својот пат. Ако имаме одговори, ќе ги ставиме во некоја рамка, некој институционално решение ќе најдеме, што лошо, тоа е лошо за целата држава, вклучувајќи ни нас како нејзини граѓани. Треба да ги оставиме децата да си го својот пат. Видовме дека знаат и може. Пеовски? Би требало да бидат, ако они не се кои. Би било големо разочарување, така? Да не е така. Да не можеме да се надаме на наследните генерации. Погледај ги од овој културолошки аспект. Кај нив избликуваше културен перформанс, како отпор кон политиката. Да. Од музички, диџеј, сликарство, скулптурство, слогани и така натаму. Имаше, да. Што за тебе беше најпровокативниот дел, например, од она што го гледаш или го гледаш? Тоа што они се побуни, иначе сето друго е дел од тоа. Не можам да издвојам посебно настан што се случило, дали е концерт или, бидејќи не е тоа толку
важно. Важно беше поентата што они ја има, пораката што требаше да ја пренесат. Дали тоа беше суштина? Дали тоа беше суштина или маргина? Големината на студентскиот пленум и она што го направи во тоа што прати за прв пат, ја мислам особено во ова наша понова историја последниве 9 години, да кажам, за прв пат прати една силна порака дека никој не е непобедлив пред силата на аргументите и силата на креативната мисла и силата на младите. И она е тоа што Македонија прв пат го доби како голема како голем поен. Затоа што прв пат студентското движење се покажа страшно автентично и страшно независно од почетокот на оваа независна Македонија. И пораката, она најважна која што ја прати на лидерот, така да кажам, на Македонија, на првиот човек на Македонија, пораката која што му е прати беше: ние повеќе не се плашиме и не веруваме во вашите јанзи. А реакцијата на тоа беше страв. Затоа беше ретерирањето на премиерот и тоа беше она силна порака која што се прати и до народот, дека секој е победлив доколку постои сплотеност, солидарност, автентичност и верба во вистината и желба да се живее малку подобар живот од колку што се живее. Поштувани гледачи, следите топ тема со автори и авторитети во своите области на дејствување и размислување: Сашо Тасевски, Александар Пеевски и Самуил Малчевски. Малку пауза и повторно се враќаме на еден општествен и креативен активизам. Државата многу лесно спие кога знае дека најкреативните се мртви од вратот нагоре. Оваа држава сака да ни пренесе само единствена порака. Една и единствена. Плаши се од мене! Плаши се од мене! Ние сме како оние глувчињата во кафезите што го вртат тркалцето најбрзо што можат. Државата сака да се плашиме за да продолжиме да го вртиме тркалцето во нашиот кафез до смрт. Едно те исто, те едно те исто, те едно те исто, 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 тупце, 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 тупце. Ама државата сака која си таков, она тоа го нарекува да се биде одговорен и сериозен пред обврските во животот и да се биде патриот. Мамето да му го ебам на царот и сета царска свита. Сашо Тасевски, од ова монодрамата, што беше твој додаток режиски и амбиентален? Значи целиот овој дел, целиот овој дел го кажувам и во монодрамата, меѓутоа во монодрамата на оригиналниот автор секако дека го нема оној последниот дел со царот, тоа е вметнато нели од мене кој што. Ти дојде внатрешно или сепак го одглуми како што ти личи, на пример? Мислам дека ова беше изблик на спонтана емоција. И спонтано и се качив горе на тој звучникот што беше пред собрание. Зашто го монтирав? Најдео вика на некој од овие струјни апарати, вика, не дај Боже да паднеше, да кој знае како ќе изгледаш. Да, беше малце непријатно да се стои горе, ама стварно не беше планирано ја да се појавам, имаше планирано некои глумци од МНТ да кажат делови од некои драми и јас во еден момент не знам што ми дојде така и викам чекај, имам што да кажам од мојата монодрама. Има ли другите што да ти кажат после тој настап? Навикнат сум веќе на разни реакции, меѓутоа она што мене ми беше драго е што буквално секој човек што ме сретна ми пружи рука, иако јас и денес кога одам на улица се вртам искрено со позади себе. Ама ти си параноичен тип тогаш? Па, може да сум, ама времето кое што живееме е такво, да.
Мене не ми се случило уште, иако може би е време да почнем, Па оно што го слушаме од разговориве изгледа дека не сме многу далеку од вистината, дека живееме во едно такво параноично време. Кај што човек може би и треба да биде параноичен заради свое здравје. Пеевски, ти имаше неволи заради естрадизацијата на културата или некоја придобивка од таа реакција за грубоста кон плаќењето на Евросонг и на естрадата наспроти, условно кажам, овој тип на, ајде, како да ја крстам, класична, посериозна музика и така натаму. Освен тоа што одобрија некои средства Министерство за култура за, ете, така наречена класична музика, други не. Мислам дека се си останува исто. Ново е тоа, дека одвоја средства кои што се регулирани по пат на конкурси. Легитимни конкурси се јавуваат композитори и така натаму. Тоа е единствената придобивка што ја гледам после таа реакција. Самуил, како да почнем да не сгрешам? 2011 Нова Македонија. Што тогаш почнуваше, а што на ѓаволот му сгреши? Како мислите 2011? Тогаш си напишал за Нова Македонија. Како да почнем да не сгрешам? Колумна. Што да напишам по речиси 20 месеци абстиненција од општествениот живот? Од овој период ми изгледа доста далеко, ме потсети на моја колумна. Суштина тоа беше едно прераскажување на приказна, која во суштина и ми дојде преку глава од некои работи што се случува и за прв пат решив дека не можам да бидам нем на се она што го гледам дека ми се случува и тргнав од она на максима дека храбрите среќата ги прати, во надеж дека една ластовица не прави пролет, ама сепак ја најавува. Значи ние треба во оваа држава више да престанеме да зборуваме за политики и политички партии, него треба да зборуваме за градење на стратегија, на државна стратегија по дадени области. За жал ние нигде такво нешто немаме. Треба да прекинеме да зборуваме за претизација и политизација, треба да почнеме да зборуваме за институции кои што ќе бидат достојни на задачата. За жал ние немаме државни институции кои што се достојни на задачата и затоа можеме на 5 дена комотно да изборуваме. Андов минатија пред вас во понеделникот зборува за реституција на институциите, за обнова на институциите. До таа степен се руинирани што вели луѓето немаат верба во нив. Па ја освен во армијата на Република Македонија во другите институции немам некоја верба. Од лично искуство, од фамилиарно искуство, се она што се случува изминативе 4-5 години укажува на тоа дека тие институции функционираат по диктат. И пазете тоа, некои го викаат по партиски диктат. Значи, ако имаш верба некои го викаат по партиски диктат, тоа не е по диктат на врхушката која што моментално има запоседнато позиција. Тоа не е партија ВМРО-ДПМН, не е тоа што ние го слушаме и го гледаме деновиве и месеци уназад. Се уште во таа политичка партија има луѓе кои што имаат авторитет и се достојни на идејата на историското ВМРО да застанат во одбрана на Македонија и на демократските процеси кои што треба да се случат во оваа држава. Чекај, ако имаш верба или мнозинството имаат верба во армијата, значи нема пуч, нема потреба армијата да прави самиот министер за одбрана ви кажа дека во меѓународни дефиниции нема пуч и од тогаш го снема, не сум го видел втор пат на телевизија некој да го даде. Не го снема комплетно. Па не знам точно да кажам, али од тогаш го нема видено да се појави на телевизија. Има една работа која, као јавни лично се прашувам, иако повеќе тоа е насловено можеби за политичарите. Во целата оваа ситуација шефот на државата како да се гледа сеир. Освен денеска што нешто некаде е приопштено. Па ја немам нешто посебно што да кажам на таа тема, ради тоа што немам ништо слушнато, па да критикувам или да не критикувам нешто или да фалам во даденава ситуација. Зошто ќути, од кои причини го нема, тоа најверојатно сам си знае, но не е добро за државата. Видете, кога ние де факто се наоѓаме во тешка политичка криза, потешка дури од она во 2001. И вие кога шефот на државата го немате во таква една ситуација, по моје видување тоа не е нормално и не е добро за државата. Се надевам дека ќе излези со некое негово разумно решение зошто ќутел целове временски период и го нема. Али тоа најубаво он си знае, че он си дозволи да биде председател, да биде марионета во нечии раце, што по мене не е убаво прво само по себе за него како универзитетски професор,
второ и како граѓанин на оваа држава. Ти фали татко на нацијата? Освен што немаме мајка. Ние сме сега како оние деца од сиропиталиштето во Оливер Твист. Меѓутоа Немој да бидеш од овие деца што ги носеа на избирачки места со сила. и од човечиња. Меѓутоа она што ќе остане, треба да им е јасно на луѓето дека за 10, 15, 20 или не знам колку години сите овие денешни така наречени лидери, така наречени шефови на оваа држава или ова, за 10, 15 или 20 години ќе останат запишани на црните страници на македонската историја. Тоа не треба никој да има сомневања во однос на тоа. Меѓутоа, ако нешто ме разочарува во целата оваа ситуација, затоа што сум ја борец и не можам лесно да се разочарам и не сакам, борец сум по природа, меѓутоа ако нешто ме разочарува, мене ме разочаруваат повеќе оние кои што молчат. Малчевски неколку пати го спомена тоа, да, има честни луѓе во ВМРО ДПМН, тоа не треба никој да го стави под знак на прашање, меѓутоа нивното најголемо зло беше до сега што молча. Треба да станат свесни дека опстанокот на нивната идеја, она што носи нели основачкото ВМРО, историското ВМРО, дека за таа идеја можат само да се изборат и да ја повратат честа во својата партија само доколку почнат да зборуваат. Модерното ВМРО е вградено во чипот на македонската самостојност. Ние разговараме, што вели Малчевски, за партиските врхушки кои ги девалвираат или ги скрнават овие политички процеси или демократски процеси. Да. Пеовски молчат. Да. Тоа заборави да кажеш, има огромна доза на страф. Во тие што молчат има и исклучително политички свесни и можеби пополитички свесни него овие што припаѓаат лево или десно. Зар мислиш се уште дека е толку високо? Зависат екзистенцијално, онако тоа што го кажа преска. Зависат од тие некакви 300 евра или 400 месечно, ранат фамилии и не би се усудиле да нападнат било кого, затоа што нив им зависи и тоа е во суштина најголемиот дел од тие што молчат. Да, ама токму затоа што за политичка свесност мислам дека ние не можеме да збориме сале, затоа што ние немаме политичка свесност у Македонија. Ние имаме партиска поделеност у Македонија, пуна со гнев, која што се игра пинг-понг вечето. Кажи ми ти, дали, реално кажи ми, дали постои политичка свест у Македонија? Ја мислам дека апсолутно не постои политичка свест у Македонија. Токму е тоа... Тоа преска се обидувам да го кажам, заради тоа што фалат луѓе квалитетни кои што имаат нешто да испорачат. Па токму така се раѓа и политичката свест за одредени работи. Па да, ама нешто едно од основните темели да се книжка да испоручиш квалитет. Значи, едно основниот темел на што овозможува раѓање, така да кажам, на некоја политичка свест е да не се аминува злото. Значи, најголемото зло е не зборев само тука и за припадниците, оние искрените на ВМРО и најстарите на ВМРО ДПМН. Тука сме ние криви, сите ние кои што го аминувавме злото толку време. Затоа дојдовме во оваа ситуација до кај што дојдовме. Или он е превише едноставно народ кој што нема што да прави сем да се бави со политика. Тоа е она што во овој момент ние во суштина се бориме да го постигнеме. Да, просто прашање ќе го цитирам само Димитров. Да се обединиме околу систем што ќе им даде еднаква шанса на сите независно од која партија сме. Значи да се обединиме околу градење на институции. По мене ми е гаѓа кој ќе биде на власт ако институциите се бркаат. Кој Димитров е тоа? Никола Димитров. А кој ќе врати назад да се обедини? Ќе дојде. Ако не ова недела, другата недела ќе се појави во Македонија и ќе каже околу неговиот проглас за новото сонце на слободата, околу идејата во која што се обединува и форумот на слободумни патриоти и низа други луѓе. Па јас контактирам и со Димитров и со форумот на слободумни патриоти и се во насока на сега да кажам спас на ВМРО ДПМН, не се во насока на демократизација на ВМРО ДПМН, се во насока апропри тоа демократизација на Република Македонија и градење на држава со институции кои што ќе партиска реторика, значи да се санира ВМРО, не да се санира општеството. Не може ние да зборуваме за демократско општество ако внатре самите политички партии не се демократски. Па за каква демократија ние зборуваме? Или ајде да го демократизираме општеството, прво после додиме демократија на политичките партии. Значи ние прво мора да отидеме до основата. Политичките партии и партизација мешаме како прво, како второ, од преска прашувам
кој ќе работи во тие институции? Ќе се Дали најдат Македонија има? професионалци. Ќе се најдат професионалци. Дали има? Ќе се најдат. Јас се уште верувам дека ова Мислите држава дека има има доволно људство што се вели да... Да, во она институционална битка што ја водам јас против она Јас од злодело години што се гледам случува недостиг и тоа што малце беше Чекай да те бега прашам од нешто. држава. Околу твоето обкружување, граѓанско, општествено и така натаму, Добро. нема такви луѓе? Многу малку. А? Ќе бидам дрзо, ќе ги кажам исклучително малку. Малку за политика или малку за креација? За креација, за политика има врие. Да. Тоа го од преска го зборам. Значи, не ме прашувајте за тоа, за партиски книжици, за опортунизам, за луѓе кои што А се ја упорно па тоа обезбедуваат те од сега за наредни позиции или за сегашни позиции. Ја зборам за ако си аутор, ако си имаш работиш што си писател, пишуваш ли, ако си композитор, пишуваш ли музика. Ја за тоа зборам. Затоа прашувам, кој ќе работи од тие институции? Ама гледа, Александар, Дали се тоа истите луѓе со друга партиска книжица? Со колкава енергија разговараш за политичка терминологија општествена. Ја, например, кога те повикав, мислев ќе ми кажеш, ај чом, што барам ја таму, јас сум композитор. А ти си вграден, Јас сум имаш... се уште, ја немам што и сам не зашто би не би зборел. Не, па не, Каде е јас проблемот? заради тоа те повикав да зборуваш, ама не очекував дека во еден момент би можел да се искупче и да кажеш досадно ми е ова, например. Досадна ми е политиката, досадно ми е само за тоа да разговарам. Нормално како се тоа досадна ми е, дел сум од тоа. Значи сите сме дел од тоа. Добро. Нема тука никаков проблем, не и тоа преск уопште не беше во ескапистичка смисла што го кажав. Јас сакав да кажам дека јас благодарение на таа реалност што сам ја создавам се уште работам. Иначе одамна ако не беше така и ако бев во целост во оваа реалност кретенска во која што живееме, ја веројатно сега ќе бев некој роб партиски негде. Така? Ај за ескапизмот да ве оставам со Климент да разговарате, он е со владиката Климент, он суверено влада, ја не ми е најјасна целата таа ситуација. За крај, погледате ве викам, ве повикав како автори, а се обидувам да ве сместам во толпата. Во толпата која понекогаш е во безизлез, понекогаш е јадосана и од која практично треба да излезат некои нови сили. Како? Толпата никогаш не може да биде индивидуа. Значи, постојат поединци со повисока свест кои што ја имаат таа моќ, тој лидершип во себе го содржа да можат да каптираат голем број неистомисленици околу себе кои што подоцна може да креираат една сосема нова стварност, еден концепт за сосема нова стварност. А толпата е затоа толпа, затоа што ќе остане секогаш несвесна и секогаш ќе живее од она што и се фрла како готова преджвакана храна. И затоа е толпата и во најголемиот број случаи контрапродуктивна и знае да биде и насилна и дури само деструктивна. Проблемот со оваа држава во моментов е што е таа токму она политичка врхушка која што владее со Македонија, владее благодарение на оваа се уште неосвестена толпа која што преджвакува она што таа политичка врхушка ќе го каже, без да свесно да размисли за кажаното и за последиците од тоа. Затоа ќе имаме делови од таа толпа кои што наводно се борат за спас на Македонија, делови од таа толпа кои што веруваат дека Македонија е во смртна опасност од странски служби, кои што ќе веруваат дека некој со комбе странски служби прислушкувале 20 и кусури илјади граѓани. Тоа е таа би рекол несвесност на толпата која што преджвакува све и која што најчесто е само деструктивна, затоа што она што ќе го аминува фактички пред јавноста, што ќе го аминува пред себе поточно, а која што доаѓа од нејзините, така да кажам, лидери, практично е само деструктивно токму кон неа. Твојата поента, само. Јас во некој дел се сложувам со Сашо, во некој дел не. Јас сметам дека полека че самите граѓани се освестуваат и се свесни дека овој курс кој што моментално го има самата држава не е за добро на сите. Тоа е од лично искуство можам да го зборувам, бидејќи секој ден се повеќе и повеќе луѓе
се јавуваат, ми коментираат на Facebook, телефонски ме контактираат, ме застануваат на улица и полека почна да оди еден процес кој што јас го викам на освестување и на враќање во суштина на слободата. Нас државата не е узурпирана на врхушка, која што гледаме како владее, се што не му е понивен терк, кој етикетираат на разни начини. Место да трошат енергија етикетирајќи на нас и гледајќи ни како да не сотрат, подобро да седнат на маси и да почнат да зборуваат во интерес на Република Македонија, да се води еден политички диалог. Пазете, политички збор, ајде да кажем општествен, не мора политички диалог. Да земеме еден поширок општествен консензус околу клучните прашања во Република Македонија. Тука мора и ние како интелектуалци, како глумци, актери, доктори на науки, како новинари, застанеме на заедничка маса и да почнеме да дебатираме. За жал во 21 век најпрво треба да дебатираме за слободата. И слободата на творење, на изразување во ово општество, но мора од негде да почнеме. Пејовски, твоја поента? Дали се чувствуваш во овој амбиент свој? Еве, разговараме саат време. Па, ако не се чувствуваш свој, мислам, тоа е прво. Значи, јас се чувствувам свој секаде. Добро. Сега, некојаш имам проблем колку ќе можам да се справам со оние влијанија кои ме тераат или се обидуваат да ме направат да бидам несвој, меѓутоа во суштина се осеќам свој секаде. Барем така мислам. Секако не до крај, меѓутоа во главном да. Кратки блиц. Дали Македонија е пред рулет игра? Мислам дека Македонија вака ако продолжи оваа криза, ќе дојде во една терминална фаза која што ќе биде многу опасна и за незиниот опстанок и за иднината на сите нас. На чекор сме до тоа сценарио, што ќе биде, што ќе донесе иднината, ќе видиме. Све се плашам дека доброволно овие кои што се на власт нема да ја напуштат власта. Гледаме дека секојдневно смислуваат 1000 оправданија само за да се покријат од злоделата што ги правеле. Така што не очекуваат веројатно многу тешки денови и све се плашам дека може би на повидок е некое сценарио кое што се случуваше во Србија на почетокот негде на 2000 година. Пејовски. Не паметам од кога сум ја роден кога Македонија не била во криза. Ако имате случајно, ако не се согласувате, ве кажете ми кога. Во прашање се само различни интензитет на психоза. Некојаш е малце попсихотично, попараноично, некојаш помалце. Ја не памтам во мојот живот кога Македонија немала криза. Македонија е синоним за криза. Тоа е мојот коментар. Немојте да барате од мене затоа што ниту сум политички конструктор, фала му на Бога, ниту ме занима да преудицирам сега што ќе се случи со Македонија. Не им дам збор на политичарите, мислам дека подобро е музичарите да ја водат оваа држава. Апсолутно. Почитувани гледачи, тоа е крајот на вечерашната топ тема во која беа гости Сашо Тасевски, Александар Пејовски и Самуил Малчевски. На почетокот видовте и Линдида која требаше, кадри која требаше да биде. Ви благодарам и вам. Утре вечер е со вас Сања Васич и Топ Прес.